Книга Откровение. Последната книга во Библијата. Многу лесно може да најдете, ама не секој пат лесна е за толкување. Книгата Откровение спаѓа во она библиска литература која што нарекуваме апокалиптична литература. Со други зборови, апокалиптична литература не значи литература која што зборува за хаос, бидејќи многу често во денешното општество кога некој ќе го каже зборот апокалипса или нешто апокалиптично, првото нешто што на луѓето им доаѓа на памет е хаос, неред. Арнома. Зборот апокалипса произлегува од грчкиот збор апокалипсис, што, како што кажав пред 2-3 недели, значи откривање. Значи, кога збориме за книгата Откровение, добро, самиот збор каже Откровение, дека нешто ни е откриено, дека нешто претходно било на некој начин сокриено од нашите очи, и Бог како да го трга превезот, како замислете дека, не знам, дека оваа Библија има нешто врз неа. Има некоја крпа. И кога би ја тргнал таа крпа, тоа е библиското значење на зборот апокалипса. Дека нешто претходно било сокриено, ја вадам крпата и викате, имало Библија, а претходно не се знаеле дека тоа било Библија под крпата. Тоа е она што Бог го прави во книгата Откровение, во последната книга од Библијата. Христијаните во првиот век, оние на кои што примарно оваа книга им била упатена, биле луѓе кои што минувале низ многу прогонства. Биле луѓе кои што некои од нив изгубиле својата работа затоа што исповедале вера во Христос, некои од нив били збркани од дома затоа што исповедале вера во Христос. Пријателите се откажале од нив, дигнале раце многу луѓе од нив, и згора на сето тоа императорот ги прогонува. Да кажеш дека си христијанин во првиот век, значи дека големи се шансите дека некој ќе те прогонува. Големи се шансите дека ние денеска некој пат се викаме, комшиите ни зборуваат лошо зад грб заради нашата вера во Бог и така натаму. Во тоа време, кажеш дека си христијанин. Не Боже на криво да го погледнеш комшијата. Не Боже нешто да му сгрешиш на комшијата. Има право да те пријави кај властите, и ако стварно они те прашаат и дознаат дека ти стварно веруваш во Христос и не веруваш во ниту еден друг Бог, големи се шансите дека завршуваш со смрт или со затвор. Значи било доста тешко време за христијаните во првиот век и на некој начин се прашувале, добро, што е сега, што се случува сега? Го прифативме Христос, поверувавме во Него, веруваме дека тој е единствен Господ, веруваме дека тој е нашиот спасител, ама сега некако цело време се соочуваме со напади. Напади од дома, напади од работното место, императорот не прогонува, пријателите веќе не ни се пријатели како што ни биле претходно, се поради нашата вера во Христос. И можеме се прашувале, добро, каде води се во ова? Каде оди историјата на светот? Ние велиме дека, нас не ветаме дека припаѓаме на Божјото царство, ама царството на императорот некако како да е посилно од нас, како да не прогонува. Не само што не прогонува, туку успешно не прогонува. Имало многу прашања во нивните глави. И Господ преку Јован Богослов, така е познат на ова поднебие во православниот свет, Господ преку Јован им кажал на христијаните во првиот век, на некој начин преку оваа книга им дава небесна перспектива на тоа што се случува во нивните животи, на тоа што се случува во крајот на отприлика 90-те години на првиот век. На некој начин луѓето сигурно имале многу прашања и Бог им вика, еве ќе ви одговорам тие прашања. И стварно оваа книга не секој пат, мислам дека една од најзлоупотребуваните книги во христијанскиот свет. Бидејќи има во неа многу символи, бидејќи има во неа многу бројки и некој пат луѓето се ги толкуваат на начин кој што пренесуваат некој идеја кој што текстот нема појма со тоа што они сакаат да го поучуваат од оваа книга. Ама само затоа што нешто е злоупотребено, верувам ќе се согласите, не значи дека треба да го избегнуваме по автоматизам. Многу често црквата е злоупотребена. Некој да си прави некои своји агенди, некој да си турка некои своји агенди во неа. Дали тоа значи дека треба да не одиме во црква? Таман работа. Некој пат проповедањето е злоупотребено. Дали тоа значи дека не треба да слушаме проповеди? Не. Туку тоа што е злоупотребено треба да му најдеме вистинската и правилната употреба. И затоа верувам дека добро и корисно да читаме книгата Откровение, бидејќи ќе се сетите може и пред 2-3 недели кога читавме првите 3 стихови од оваа книга, третиот стих вика: блажен е оној кој чита и оној кој ги слуша зборовите на ова пророштво, се мисли на книгата, и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиско. Со други зборови, оваа книга, Бог вика, ни е дадена за што? За благослов.
Ама благословени се не само оние кои што читаат, и тоа важи за целата Библија, патен кажано. Некој пат ние си мислиме дека благословот доаѓа само од читањето на Библијата. Во ред, тоа е првиот чекор. Ама овој текст вика блажени се оние кои што читаат или кои што слушаат, и вториот чекор е многу важен. Блажени се оние кои што живеат согласно тоа што го читаат во оваа книга. Ке се сетите дека апостолот Јаков во неговото послание вика: "Што ќар имаш ти ако читаш, а ако не го живееш тоа што го читаш? Што ќар имам јас ако знам дека Бог вика сакај го својот ближен?" И кам, што убаво ова да го сакаш својот ближен, многу звучи возвишено. И после одам и при прва прилика го оговарам својот ближен. Нема благослов, нема Божиот благослов таму. Може би има многу знаење во главата, ама секој знаење кое што не го менува нашето срце, начинот на кој што го живееме нашиот живот, јас би рекол нема некоја вредност во него. Мора да има конекција помеѓу тоа што доаѓа тука и тоа што се случува тука. Значи, оваа книга ни е дадена за благослов. Тоа е Божјото ветување. Минатиот пат читавме од првите 3 стиха, сега читаме од 4 до 8. Пред вас имате Библии, може да ги отворите ако сакате да пратите што се случува. Значи, последната книга од Библијата. Книга Откровение. Ако свртите скрос на крај, сигурно ќе ја погодите. Значи, читаме од Откровение 1 глава, 4 до 8 стих. И во Откровение 1:4 до 8 го пишува следново. Јован до 7 цркви, што се во Азија. Благодат вам и мир од оној кој е, кој бил и кој иде, и од 7 духови кои се пред неговиот престол, и од Исус Христос, кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви. Нему, кој не возлюби и изми од нашите гревови преку својата крв и не направи пред Бога и неговиот Отец царство на свештеници, слава и власт во вечни векови. Амин. Ете иде со облаци и ќе го види секое око и оние што го прободеа и ќе се расплачат пред него сите племења на земјата. Да, амин. Јас сум Алфа и Омега, почеток и крај, вели Господ, кој е, кој беше и кој иде, Седржителот. Јован веќе по втор пат се представува во ова книга, бидејќи во првиот стих вика дека Бог му дал откровение, вика на својот слуга Јован. Причината зашто му го дал ова откровение, во првиот стих многу јасно ни се кажува, не го читавме сега, минатиот пат го читавме, вика за да им открие на своите слуги Бог што ќе се случи. Јован праќа писмо кое што Бог му го дава до 7 цркви. Не се тука набројани 7 цркви, ама во 11 стих се набројани. За кои 7 цркви стана збор? Значи, 1 глава 11 стих вика Бог му вели, тоа што ќе го видиш, значи Бог му зборува на Јован. Напиши го во книга и испрати го до 7 цркви што се во Азија, во Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сард, Филаделфија и Лаодикеја. Овие цркви се наоѓаат во денешна Турција. Кога денес би била пишана оваа книга, би било најверојатно на некој начин како послание до турците, може би, црквите во Турција. Да, веќе таму се наоѓаат. Поголеми овие градови веќе не постојат како што постоеле во тоа време. Има некои рушевини, може да ги посетите, ги видите, чисто нака, да знаете што се случува, кај се случувало, односно кај биле црквите во тоа време. Она што е многу важно да го имаме на уме, дека првенствено оваа книга, значи Откровението е напишано на овие 7 цркви. И тоа треба да го имаме на ум во однос на секоја книга која што читаме од Библијата. Книгите кои што ги наоѓаме во Библијата првенствено се напишани за публика во минатото. И се дека не сватиме што овој текст значило за нив во минатото, многу ќе ни биде тешко да направиме мост и да знаеме што значи за нас денес во сегашноста. Арно, само затоа што ова послание или ова книга била пратена до тие 7 цркви, не значи дека ние денес не можеме ништо да извлечеме од него, баш напротив. Во оваа книга имаме доста духовни вистини, доста духовни принципи кои што, како што вели 3 стих, блажени ќе сме ако ги сватиме, ако ги читаме и ако ги применуваме во нашиот живот. И тука Јован во 4 стих вика благодат вам и мир од оној кој е, кој бил, кој иде и од 7 духови кои се пред неговиот престол и од Исус Христос кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви. Благодат и мир. Ако земете ги читате посланијата на апостолот Павле,
ќе видите дека скоро секое послание го започнува со овој поздрав. Во тоа време писмата започнувале со тоа што прво се представува тој кој што го пишува писмото, па после тоа кажува до кого го пишува писмото. Ама благодат и мир, многу два важни христијански аспекти, аспекти на христијанскиот живот. Предпоставам ако би имале можност да седнеме сите вака да се разговараме, предпоставам дека отприлика сите ќе се најдеме во истмове дека на секој од нас кога тогаш можеби некој од вас моментално му треба мир во животот. Земете, прочитате вести и ќе видите колку очено му е потребен мир на овој свет. Земете, отворете да слушате што се случува на вестите, дека цело време се најавуваат поскапувања, дека цело време се најавуваат некои случувања во светот. Таму пукнала бомба, умреле толку луѓе, таму се започнала војна, па тие освоиле некоја територија, што и да е. Цело време отворени вести слушаме за хаос. Ветувањето на Божјиот збор е оние кои се во Христос ќе го уживаат Божјиот мир. Дури во овој хаотичен свет, бидејќи што е не е некој кузна како ветување, Божјото ветување за мир, ако живееме во свет во кој што има мир. Као, па добро, веќе имаме мир во овој свет. Што ми ветуваш плюс од тоа, Господе? Ама во хаотичен свет, Бог вика, да, во тој хаотичен свет, поради тоа кој сум јас, поради тоа што јас направив за тебе, ти можеш да имаш мир. И без разлика што се случува во твојот живот, без разлика од која страна си удрен или од колку страни си удрен во животот, Бог вика, јас ти го ветувам мојот мир. Ама од каде доаѓа мирот? Не за џабе се овие два зборови поврзани, благодат и мир. Божјиот мир произлегува од Божјата благодат. Ако немаме соодветно сфаќање на Божјата благодат, јас сум речиси уверен дека многу ќе ни биде тешко да го живееме Божјиот мир. Ако не сфаќам, ако не сум разбрал, ако не живеам тоа дека Бог мене ме засака, Бог тебе те засака, до таа мера што го прати неговиот син Исус Христос да умре на крстот, по 3 дена да воскресне и секој кој верува во него да има простување на гревовите и вечен живот. Ако тоа не го сватам, ја постојано ќе се мачам со тоа, дали Господ ми простил, дали Господ ме сака, дали Господ ме отфрлил, дали Господ има нешто против мене и така натаму. Кога ќе сватам кој сум во Бог, ќе сватам како Бог гледа на мене, тоа е секој пат почетокот на мирот, верувам, во нашите животи. Од друга страна, тоа ќе речеме некој ќе го сваќа. Ама пак имам хаос во мојот живот. Пак ми се случуваат работи кои што не ми се допаѓаат, кои што ме повредуваат, кои што ме вадат од колосек и така натаму. Божјата благодат не учи што? Не учи дека дури кога се случуваат такви работи, се врви кон добро, се оди кон добро, но оние кои што го сакаат Христос. Со други зборови, Божјата благодат ни го резултира со Божјот мир, бидејќи сваќаме дека што и да ми се случува во мојот живот, знам дека Бог на некој чудесен начин ќе го сврти тоа да биде за моје добро. И затоа благодата е изворот на Божјиот мир. И верувам дека барем за мојот живот можам да зборам, можам да сведочам, можеби некои од вас ќе се согласат, ама моментите кога во животот ми недостасувал Божјиот мир, биле моментите кога во животот ми недостасувало разбирање и сваќање на Божјата благодат. Дека да, можеби нешто ми се случува неубаво во животот, нешто лошо, ама не го гледам од перспектива на Божјата благодат, туку го гледам од перспектива на мојата болка. Двата збора започнуваат на Б, и благодат и болка, ама многу е важно од која перспектива си го гледа животот. Дали од Божјата благодат или од тешко ми е. Да, тешко ти ќе ти биде и мене и на сите ќе ни биде во одреден период од животот. Ама ако го гледам мојот живот од перспектива на благодата, тогаш веќе имам небесна перспектива. Имам богоугодна перспектива на тоа што ми се случува во животот. Сега, изворот на благодата, изворот на мирот. Јован вика, благодат вам и мир од оној кој е, кој бил и кој иде, од седумте духови пред неговиот престол и од Исус Христос кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви. Една од причините зашто овој свет никој пат нема да доживее мир, и тоа сум убеден во тоа, е затоа што светот не го бара мирот во Бог,
туку го бара во унии, во нации, во здруженија, во ајде сега ние луѓето ќе се обединиме и ќе донесеме мир во светот. Историјата на човештвото е доста долга и не можам да се сетам, ја барем кога сум читал, да има период кај што стварно тоа навистина успеало. Тие сојузи, тие унии, тие нации кои ќе се соберат да речат ај од утре ќе има мир и некој ќе се грижи дека стварно навистина ќе има мир во светот. Никој пат нема да биде тоа така. Зошто? Бидејќи не го бараат тука. Го бараат луѓето мирот во себе. И тука се спомнува тројството. Иако можеби, јас верувам дека се спомнува тројството, иако можеби на прв поглед не изгледа така. Вика дека благодат вам и мир од оној кој што е, нели, кој е, бил и иде, се однесува на Бог таткото, вика од 7 духови што се пред неговиот престол. Тука е малце дискутабилен овој текст. Луѓето викаат, добро, кои се сега овие 7 духови? Дали има 7 свети духови? Верувам ги согласуваме дека не, бидејќи во Ефесијаните пишува дека постои еден дух. Вика од оној кој што е, нели, кој бил, иде од 7 духови и од Исус Христос. И јас верувам дека тука станува збор за тројството. Тоа е ме убедува, може не се согласите, ама тоа си на вас. Зошто? Затоа што верувам дека тука многу е пологично, ај вака да кажам. Некои луѓе мислат дека овие 7 духови се однесуваат на 7 ангели. Нели, благодат вам мир од Бог, таткото, од 7 ангели и од Исус Христос. И прашањето тука е дали може благодата и мирот да дојде од ангел? Мислам дека не. Ангелот нема, ангелите, барем според Библијата, земете, читајте, никаде нема да видите дека во Библијата ангелите вика даваат мир. Они може да навестуваат мир. Они може да навестуваат благодат. Сеќавате на Марија која дојде ангелот и каже ти си благодатна. Ама не е таа благодат од него не произлега. Он само некој ќе вика јас сум гласник. И ти кажам дека Бог те нарекува благодатна. Благодата и мирот не може да дојдат од духовни битија, како што се ангелите. Нивната задача е само да не упатуваат кон изворот на благодат и на мирот. А тоа е Бог. Зошто верувам дека тука станува збор за Светото Тројство, за Таткото, Синот и Светиот Дух? Бидејќи прво има логика заради текот на мислата, че се зборува за Бог Таткото, се зборува за Синот и измеѓу се зборува за Светиот Дух, ама второ многу важно дека кога читаме апокалиптична литература, значи да не забораваме, си имаме работа со символика. Изборот 7 многу често во Библијата алудира на совршенство, нешто потполно. Бог го создаде светот за колку дена? 7. Во Стариот Завет има еден пример, са неколку примери само ви дам, иако имам многу повеќе. Во Стариот Завет има еден пример кај што еден војсководец од асирската војска, Нааман се викаше, му требаше лекување од лепра. И кога отиде кај пророкот Елисеј му рече: оди во реката Јордан и брцни се во неа 7 пати. Кога се брцна во неа 7-миот пат и кој излезе, веќе беше чист. Така. Во самото Откровение имаме ситуација кај што има 7 печати. Понатаму се спомнува тоа од 4 глава, понатаму се спомнува дека има 7 печати кои што се кршат. И со секој кршење на печат на еден печат има суд. Има суд врз земјата. Што е поентата? Дека Божиот совршен суд доаѓа на некој начин во 7 фази врз овој свет. Има многу други примери кај што збројот 7 алудира на совршенство, алудира на нешто потполно. И заради тоа верувам дека ова кај што пишува 7 духови, некои преводи многу добро го кажуваат, вика 7-кратниот Божи дух. Динамичниот превод вика 7-кратниот Божи дух. Се однесува на Светиот Дух, на неговата совршеност, на неговата потполност, бидејќи според христијанското верување, нели веруваме во Свето Тројство или Света Тројца, како и да наречете. Татко, Син и Свети Дух. Веруваме дека стана збор за Бог, кој што е троедин и е совршен. И затоа верувам дека тука стана збор за благодат вам и мир од Таткото, од Светиот Дух и од Синот. И во прва глава 5 стих, тоа што го читавме, Исус вика и од Исус Христос, кој е верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви. 3 титули. Верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви. За христијаните во првиот век, христијаните во она што е денешна Турција, во тоа време го викале Мала Азија, многу било важно да ги сватат овие 3 титули. Затоа што
сваќањето на овие три титули многу би им помогнало во живењето на христијанскиот живот во таа дарена ситуација. Вика, Христос е верен сведок. Со други зборови, тоа што Христос ќе ви го каже преку оваа книга, преку ова откровение, може да верувате на тоа. Бидејќи кажува вистина. Бидејќи се тоа што Бог ќе ви го открие преку оваа книга, се тоа кое што го читаме во книгата Откровение, се тоа што го читаме во целото Свето писмо, може да бидеме сигурни дека ова е вистина. И дека мојот живот можам да го основам на овие вистини, и дека мојот живот можам да го живеам на овие вистини, и дека овие вистина функционираат во реалноста. Не се овие бабски приказни. Ова е небесна перспектива на земниот живот. Исто така им вика дека тој е првороден од мртвите. Не заборавајте дека во првиот век христијаните и па дури во вториот век и понатаму биле прогонувани заради својата вера. Ако си христијанин, не секој пат имало големи шанси да бидеш убиен заради твојата вера. И со тоа што Христос им се објавува како првороден од мртвите преку Јована, некој начин им кажува: јас ја победив смртта. И ако вие бидете прогонувани, па дури ако бидете убивани заради верата во мене, не заборавајте дека смртта никој пат не е крај. Смртта не е точка, смртта е запирка. Прашањето што после таа запирка? Тоа било прашањето за луѓето во првиот век и за нас денес во 21 век. И трето е, вика, тој е господар на земните цареви. Повторно, императорот ги прогонувал христијаните во првиот век. И христијаните можеби се викале: добро Господе, зошто не го спречиш? И преку ова откровение Бог ми вика: јас владам и над него. Иако дозволувам работи во моментот кој што можеби не ги разбирате, ама сакам да знаете дека јас се уште владам со историјата. Јас се уште ја водам историјата да ги исполни моите цели, моите планови и моите замисли. Истото важи нас денеска. Овие три титули кои што на Христос му се даваат се многу важни за нас денес. Дека е верен сведок, дека може да веруваме на тоа што го читаме во Библијата, дека е првороден од мртвите, дека ја победи смртта и дека оние кои што се во него ќе ја победат смртта, и дека е господар над земните цареви. Во денешен превод, ако некој сака да направи современ превод на овој стих, би рекол дека Христос е господар над политичарите, бидејќи влада е над нив. Така, во денешно време немаме цари, имаме политичари, имаме премиери, имаме председатели и така натаму. Божјото ветување е дека да, јас и над нив владеам. Може би некој пат дозволувам работи да прават работи кои што не ги разбирате во моментот. Ама тоа не значи дека мине контролата ми избега од раце, па сега се викам: леле, што се случува во светот. Бог не седи на небото загрижен да вика: леле, што се случува во светот. Русија нападна Украина, што да правам сега? Бог има контролата. Иако некој пат, ако бидем искрени, не ни е најлесно да го признаеме, да го прифатиме тоа, ама овој стих го ветува токму тоа. И понатаму вика дека тој не возлюби, не откупи и не направи пред Бога и неговиот Отец царство на свештеници, и вика: сета власт, слава во вечни векови на него. Амин. Интересно дека Јован кажува три работи за Христос: верен сведок, првороден од мртвите и господар на земните цареви, и кажува три работи кои што Христос ги направил за нас. Не засака, не откупи и не направи свештеници, односно царство свештенство пред Бог. Станува збор за три глаголи, три действија кои што Христос ги направил и ги прави за нас. И овие действија кои што Бог ги има направено за нас, Христос ги има направено за нас, на некој начин барат одредена реакција од нас. Самото тоа што тој ме сака, бара реакција од мене. Што ќе правам со таа љубов? Ако веќе сум ја прифатил таа љубов, и он вика: тој ве откупи. Вие кои што прифативте неговата љубов, вие сте откупени. Ама ако сум откупен, дури некој превод вика: вие сте ослободени. Многу ми се допаѓа тој збор: вие сте ослободени. Ослободени од силата на гревот, ослободени од казната за гревот, ослободени од власта над гревот врз вашите животи. И ако тврдам дека сум откупен, јас денес во 2022 година, на 4 септември, тоа треба некој да се покаже во мојот живот. Божјото откупување не е само нека теорија која што убаво звучи. Божјото откупување е реалност, секој некој што доживел ќе се види во неговиот живот, ќе се види во твојот, ќе се види во мојот живот. Ако јас тврдам дека сум откупен и дека сум ослободен, а се уште робувам на некои гревови, на некои пороци, на некои навики,
Прашањето е дали тоа откупување, дали сум му дал Бог на Бог можност стварно да ме ослободи во секоја област од мојот живот, или си викам, Боже, ти ослободи ме од овие работи, ама јас ќе си ги задржам овие другиве за себе. Ослободувањето значи целосно ослободување. Кога ќе му даме на Бог можност целосно да ме ослободи, тогаш стварно сваќаме што значи да си има слобода во него. И не направи царство на свештеници. Ова не значи дека сега ние треба да шетаме по манти на улица, ама поентата е дека свештеници во однос на тоа, прашањето е, ајде во однос на царство на свештеници, што значи? Која била улогата на свештеникот во Стариот Завет? Баш преска со Павле го правевме тоа мовет, не поврзано со проповед, ама се најдовме на заедничка тема. Во Стариот Завет свештеникот секој пат имал улога да се застапува пред Бог за луѓето. За разлика од него, например, пророкот имал поинаква служба. Пророкот требало да се застапува пред луѓето во Божјото име. И кога Библијата вели дека Христос не направил царско свештенство, или не направил царство на свештеници, на некој начин кажува дека бидејќи не засака и оние кои што примиле неговата љубов се откупени, се ослободени од гревот и од казната за гревот, тие стануваат свештеници, односно тие луѓе стануваат посредници пред Бог за луѓето. Не посредници во словото на тоа дека јас може да ги спасам нив. Посредници во однос на тоа дека се молиме за нив. Дека се застапуваме за нив. И тоа е повикот. Бидејќи тука имаме љубов, слобода и повик. Бог не засака, не ослободи и не повика. Бог не засакал и да не ослободи од гревот само за да се седим со скрстени раце. Бог вика, сакам сега тоа што го знаете, да го кажете пред другите, ама исто така да се застапувате за другите пред мене. И тоа мене ми беше искрено предизвик да се размислам колку често се застапувам за луѓето пред Бог, колку често доаѓам кај Бог и го молам за другите. Бидејќи тоа е повикот за нас денес. И понатаму вели, ете го иде со облаци. Ова се однесува на Христос. Многу често народот зборува, мислам многу често, кога дое Божик сите зборуваат за Христос се роди. И тоа е во ред, убав поздрав е тоа, најавуваме дека Христос се отелотворил, дошол на овој свет, ама кога последен пат сте слушнале некој да ја поздрави со зборите Христос се враќа? Не баш. А Библијата вели, ќе се врати. Вика, еве го иде со облаци и ќе го види секој око. Со други зборови, ова е мислам дека дел од видението на Јован, ама на почеток започнува со ова. Вика, го гледам дека он ќе се врати. Ќе се врати, сите ќе го видат и тука е интересен момент, интересно е, ова може би звучи интересно, сите ќе го видиме Христос. Ама, и ќе се расплачат пред него сите племиња на земјата. Ова тука е малце, не ни се слуша баш за вакви работи. Бидејќи најавува нешто кое што плачење. Кој сака да слуша за плачење? Никој. И некои луѓе мислат дека ова се однесува на тоа дека Христос ќе дојде и сите луѓе ќе плачат на земјата, едни од радост, други од тага. Може би? И ја верувам дека ова се однесува дека оние кои што ќе плачат, оние кои што не го прифатиле како Господ и Спасител додека биле тука, додека имале можност за такво нешто. Дека ова плачење некои преводи го преведуваат и ќе тагуваат пред него или ќе жалат пред него сите племиња на земјата, се однесува на тоа дека ако сум си го живеел својот живот како што сакам и не ме интересира ни Бог ни ништо, си терам по свое, ќе дојде момент кога Христос ќе се врати, можеби додека сме тука на земјата, можеби прво ние ќе одиме натаму, ама кога тогаш ќе се сретнеме со него, и ти и јас. Тоа може да биде средба кај што ќе плачам, или може да биде средба кај што ќе се радувам. Ако сум го живеел својот живот на начин кој што ич не ми било гајле за моите гревови овдека, ќе плачам. Ама ако сум плачал за моите гревови, додека сум бил на овој свет, ќе се радувам. И овој текст на некој начин верувам дека покрај другото не остава нас со прашање. Ќе плачеш ли кога ќе го видиш Христос? Или ќе се радуваш? Ако плачеш на своите гревови сега, ќе се радуваш. Ако символички кажа да се радуваш на своите гревови сега, ќе плачеш. Едно од тие две ќе биде, за секој еден од нас.
И сите овие вистини за кои што потоа вика Христос, јас сум алфа и омега, јас сум почеток и крај, кој беше и кој иде, Вседржителот, повторно едно подсетување на тоа дека, знаете, алфа и омега, јас сум баш тоа, почетокот и крајот. Значи, на некој начин, јас владеам. Кај нас има, во народот има една многу интересна израз, се вика дека кога некој, например, има власт, кога му се слуша зборот, вика, он пали, он гаси. И во однос на светската историја, Бог е тој кој што пали, кој што гаси. Ако можам така слободно да се изразам. Бог е тој кој што ја води, Бог е тој кој што некој начин ги води на станите да се исполнат неговите цели, неговите планови запишани во неговиот збор. Ама повторно ова има примена за христијаните во првиот век и за нас денес. Бог вика, јас сум Вседржителот. Не е императорот. Не се некои политичари денес како што се главни на најаките земји во светот, се економски најсилни. Во крајна смисла, историјата не е водена од луѓето. Историјата е водена од Бог. Историјата е контролирана од Бог. И тоа верувам дека треба да ни донесе мир нас денес. Не забравајте, благодат и мир. Мирот доаѓа од разбирањето на Божјата благодат. Нивото на мир во мојот живот ќе зависи од нивото на разбирањето на Божјата благодат, како ми е покажана мене. И овие стихови, 4 до 8 стих, верувам дека, како што спомнав на почетокот, ни дават една небесна перспектива на земните случувања. И нас ни е потребно постојано да се навраќаме на Божјиот збор и да бараме, Боже, кажи ми како ти гледаш на оваа ситуација што ми се случува во животот. Да бараме небесна перспектива на оно што се случува околу нас. И токму тоа верувам дека била целта за оваа книга која им била пратена прво на тие 7 цркви во првиот век во Мала Азија. Бог преку Јован да им каже на овие 7 цркви, еве што се случува, еве како јас гледам на оваа ситуација и еве што допрва ќе се случи. Тоа е небесна перспектива. Да го гледаме животот колку што можеме, не можеме совршено да го правиме тоа, ама колку што можеме да го гледаме животот онака како што Бог го гледа. Ние некој пат сме фокусирани на само едно делче од сликата и мислиме дека тоа е целата слика. Ама Бог гледа од пошироко и вика, еве целата слика, сакам да ја сватите целата слика, што навистина се случува. И во историјата, и во светот, и во државата, и во црквата, и во семејството, и во твојот живот лично. И тоа е на кој што верувам дека треба оваа книга да го постигне како ефект во нашите животи. Ама ќе го постигне само тогаш кога сеќавате кога Исус се родил и вика дојдоа некои луѓе и рекоа конечно го видовме Месијата, имаше Симеон и Јана која рекоа сега може веќе Господ да го земе својот слуга и кога Марија мајката на Исус ги слушаше сите овие зборови, Лука вика она се ги вметнуваше во своето срце и размислуваше на нив. Небесна перспектива во животот ќе имаме само тогаш, кога следејќи го, ако можам да кажем примерот на Марија, ќе ги слушаме зборовите Божи, ќе ги читаме, ќе ги вметнеме во своето срце и ќе размислувам на нив. Ќе ги џвакам. Не е нешто кое што само лапне го отме од денаш и готово си за. Ова е џвакање. Да го свариме и тогаш верувам дека Бог ќе ни помогне да имаме небесна перспектива, побожна перспектива, богоугодна перспектива на тоа што се случува како во светот, така и лично во нашиот свет. Бидејќи тоа е Божјата волја за оваа книга додека ја читаме. Бог ни ја дал да ни биде на благослов и ќе ни биде на благослов ако ја читаме, како што вели 1 глава 3 стих, и ако живееме согласно неа. А не можеме да живееме согласно Библијата ако немаме Божјата помош. Затоа христијанската вера не е вера во која што сега ќе читам и сега ќе одам надвор и ќе живам морално и етички во своји сили, туку христијанската вера е Господе, ова што ти овдека го кажуваш, ја нема шанси сам да го живеам. Ама ти си ми потребен. Ова што го читам ми е тешко да го живеам. Ама со твоја помош можам да го направам тоа.